македонската традиција, обичаи и фолклорот е навистина голема и одговорна задача. Благодарение на нашите гости денешни во денешната везелка, ќе дознаеме многу за работата на културно-уметничкото здружение фолклористи од Крива Паланка. И ги поздравувам господинот Васе Стаменковски, кој што е директор на културно-уметничкото здружение фолклористи, и господјата Верче Светановска, која што е мајка на близначиња членови токму во ова прекрасно културно-уметничко здружение. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добре најдов. Председател е навистина одговорна задачата и функцијата да се биде председател на едно вакво фолклорно здружение и да се негува традицијата, да се чува, себично да се чува. Да ни кажете, кога е формирано ова здружение, на кој принцип работи, колку членови брои? Културно-уметничко здружение фолклористи од Крива Паланка е формирано 2012 година. Во моментот имаме негде околу 245 членови. Формирани се во 8 ансамбли во возраст од 5 до 18 години. Работиме во општина Крива Паланка и во општина Ранковци. Исто одржаваме проби со нивните членови при општина Ранковци. Браво, тоа е сериозна бројка, да имате толку многу членови. Браво. Добро работиме. Немаме пауза ни преку летото, работиме нон-стоп 24 или 12 месеци во годината, 24 сата во денот, кога да дојдете во нашето друштво, или во Ранковци, или во Крива Паланка, ќе биде отворено, ќе бидеме работа. Дали ќе се игра, дали ќе се проба, дали ќе се средијат ношите, значи има секоја активност. Значи, нашето друштво е отворено во секој момент, скоро речено. Инаку, стерилизираниот фолклор го имаме на репертоар и изворниот фолклор, како значи два типа на фолклор имаме, така да и од музички оддел значи имаме музика. Кои се повеќе експлоатирани, изворниот фолклор или стилизираниот фолклор? Па сега во моментот повеќе актуелен стилизираниот, затоа што за младите е поатрактивен и подобро, значи повесел, пожив е, има значи брзи ритми, значи има добри брзи песни што може да се испеат, да се изиграт, додека изворниот малку е за постари, го негуваме, имаме дел од игроорците кои имаме исто група возрастни ветерани кои го негујат претежно. Така, за вас кажуваат дека преку вашите кореографии дека раскажувате многу приказни, традиционални, верски, историски приказни, раскажани преку тие стилизирани фолклорни. Свугде кај одиме, без разлика дали сме во Македонија или сме надвор од Македонија, не прифаќаат многу весело, многу гостопримливо, така да и нашиот фолклор и наша музика што презентираме, имаме многу аплаузи бурни дадени од публиката, негде и на публиката ни стане значи на нозе. Некад и после концертот не побараа да направиме една подобра весела за подобро познавање на. Така е. А и ние повторно ќе ве поканиме да ни дојдете во Везелка, затоа што навистина ни ја разубавевте програмата, толку убави звуци, толку убави кореографии за почит. И како велат, ништо без комшиите, така ли? Целиот овој регион има добри комшиски релации, така, од Куманово до Крива Паланка. Сите си се организирате и функционирате прекрасно. Сега да ве прашам вас, господја Верче, како мајка на овие игрорци, близначиња, да ни ги представите, кои што се дел од фолклорната екипа. Прво да ви заблагодарам што не поканивте на Алфа телевизија на емисијата Везелка, зачи што можеме да се презентираме ние како друштво. Благодарност и од дечињата кои што сакаат да настапуваат на телевизија и да бидат видени. Златни. Поздрав до сите. Сите се многу вредни. А Денис и Деница, се син и Керка, првите. Ама сите се еднакво вредни, еднакво успешни и еднакво се трудат. Така. Една од најтешките задачи во едно здружение во фолклор
отворен ансамбл, еве. Покрај функцијата на председателот, се да се ангажира, да се организира, да имаме проби, настапи и така натаму, е одржувањето на носијата. Така. Како се одржува една носија која што е стара 100-200 години да изгледа вака безпрекорно и да е комплетно сочувана? Дали таа улога е на вас родителите? Најглавната задача има сопругата на председателот, Јасмина. Да ја поздравиме, Јасмина. Јасмина Стаменковска, а покрај неа сите ние учиме од неа што се пере, што не се пере, што како се пегла, што се чува, што на сонце, па знаат и да ги измократ носиите на концерти, некогаш и врне. Таа не учи, ние помагаме. Овие се ткаени, везени, имаме работи кои што не се перат. Да започнеме, бидејќи емисијата е повеќе за Куманово. Тоа е всушност за целиот регион тука. Североисточен регион. Така е, за целиот регион. Тоа е всушност од Славишко поле носијата, која што тука преовладува инаке Куманово. Така. Се состои од ова бела кошула. Така. Ова е на разбој ткаена. Така, везена. На разбој ткаена. Да, и не е изработена сега, тоа е стара кошула, купена, изработена од некои баби, не знам од кое време и се, а ние ја чувам. На разбој, така е на разбој. Ова е оригинални, волна е ова? Да, волна. Волна. А везот го има? Везот, да, се изработува со некои волнени делови, на рака работен, тоа исто краткото бело сајче, кое што е карактеристично за тие носи, специјалната скутача, која што секогаш е богато украсена. Имаме уште една тука да представиме. Во овој случај сме со жолти марами, навезени, може и со бели марами. Имаме и уште една марама, која што е токму специфична, скутача. Да, скутача. Која што исто карактеристична за тој крај, кај нас опфаќа од делот на Градец, па према општина Ранковце, долниот дел на Крива Паланка, поточно полето. Браво! Понатаму што ни донесовте? Втората за денеска донесена е носијата која што е карактеристична за течението на Дурачка река. Тоа е дел од Крива Паланка. И тоа кај нас се нарекува елек или антерија. Налекува малку на овчеполските. Најверојатно во старо време на некој начин е донесена од овче поле, затоа што многу луѓе од кај нас оделе на работа таму и се состои од овој црвен изработен дел како елек од волна и бела кошула, скутача, појас, бела марама. И тука имаме едни машки чорапи од нашиот крај. Честитки за сите вас родители и членови во културно-уметничкото здружение фолклористи за овој несебичен ангажман. Да успеат децата, да успее традицијата, да се сочува нашата култура, која што од несомнено најголемо значение за да си го сочуваме својот идентитет. Ви благодарам многу и сега да уживаме во едно од овие прекрасни изведби на овие златни дечиња. И многу среќа и многу успех. Благодарам, успех на вашата емисија.